Добар ден на сите. Да ви заблагодарам за присуството. Сакам да ги информирам граѓаните на општина Велес за неколку инфраструктурни проекти кои што ќе се случуваат во наредниот период, а се многу значени за развојот на општина Велес. Имам неколку работи кои што можеби хронолошки се поврзани, така да ќе почнам првен со една од поубавите работи што му се случува на Велес, а тоа е почетокот на изградбата на киот на реката Вардар. Како што најавивме изминатата година, дека оваа година, 2024 година, ќе продолжи изградбата на киот на реката Вардар. Некаде околу 5-6 дена веќе се работи. Тоа значи дека помеѓу малиот мост и стариот мост ќе имаме кеј од страна на епархијата и тој на дел на нашиот град ќе биде уреден. Сакам да искористам оваа прилика дека размислуваме и за продолжување на изградбата на кеот. Не е уште одлучено дали ќе продолжиме со изградбата од стариот мост кон поречната кафана Пармакот или па од новиот мост кон новото игралиште во Дворок. Така да има една мала дилема, но како и да е, додека ја извршувам позицијата градоначалника, тоа е некаде уште од прилика година и по, може некој месец повеќе, ќе имам сериозни градежни активности на киот на реката Вардар. Моментално се очекува почеток на изградба на голем број на патни правци во општина Велес, големи улици кои што ќе ги подобрат комуникацијата во нашиот град. Ќе почнеме со реконструкција на улицата Раштански пат, но ќе се обидам и да кажам од каде до каде заради граѓаните да имаат информација, пошто дел од улиците не ни зачат само со име и со презиме. Раштански пат е улицата од раскрсницата кај Браков па се до Киручук. Ќе има целосна реконструкција и од Киручук до ветеринарната станица, заради тоа што тој дел на нашиот град е многу запоставена, инфраструктурата е многу запоставена. Тој патен правец ги поврзува Горбиштата кон Раштани, но имаме таму и три села големи, тоа е Раштани, Бузаково и Следник, и комуникацијата сакаме да ја олеснеме. Втората улица која што ќе се реконструира е улицата Вој Пастер, тоа од Киручук па се до Благо Ѓорев или кај што е игралиштето во тунелот, и тука ќе имаме целосна реконструкција, вадење на стариот асфалт, два слоја на асфалт, вичанци, тротоари, и дополнително тоа што го бара нашите жители од Керамидна, ќе се прошири тој дел на нашиот поточно улицата на тој дел на нашиот град, за да можат две коли да се разминуваат, така да подпорниот зид на Киручук ќе биде срушен и ќе се прошири таа улица. Ќе продолжиме на улицата Борис Трајковски, тоа е од Трговски преку Васе Војнов до селосите кај Жито Вардар. Ќе има гребење на асфалтот и поставување на нов асфалт. Љубљанска од пекара Ќоше кон Божи Коневски и се до горе кај што има можност да влезе финишер за да постави асфалт, затоа што горе улицата Љубљанска се стеснува. Улицата Алексо Демински Бауман, ова е од старата аптека па се до семафорите, вклучувајќи ги семафорите, затоа што семафорите ни прават проблеми нас во изминатите неколку години, заради тоа што има многу дупки кои што се отвараат, ги крпиме, но и па се отвараат. Не дека е толку многу лоша асфалтот на оваа улица, но сакаме тука да ставиме и неколку канали за собирање на атмосферската вода, заради тоа што таму секогаш имаме проблеми со атмосферските води и дополнително сакаме да го решиме проблемот на собирање на атмосферска вода пред пензионерскиот дом. Ќе продолжиме со реконструкција на улиците Гоце Делчев и Страшо Пинџур под судот. Пред неколку години таму се поставуваше фекална канализација, сакаме да имаме таму гребење, асфалтирање на таа улица и центарот на градот дополнително да го добие својот лик. Дополнително продолжуваме со улиците Илиндинска и Димитар Влахов, тоа е од кружниот тек кон новиот мост, тука пред Тутуска банка, ќе го поминеме новиот мост, целата раскрсница ќе ја опфатиме и ќе се поврземе доле со пазарот, каде што веќе привршуваат градежните работи. Киро Печиновиќ ќе добие Бехатон, тоа е една улица на Којник. Никола Вапцаров на Камено брдо ќе добие бетон.
интензивно работиме на бетонирање неколку улици и во Иванковци, во Шошево, ќе асфалтираме во Башино село и во сите други населени места. Една од најголемите барања и потреба на нашите граѓани е улицата Белградска, која што моментално се проектира. Се надевам дека, ако не цела, оваа година, барем првата фаза ќе биде опфатена заради тоа што е во многу лоша состојба. Во делот на инфраструктурата, поврзано со детски игралишта и релаксација или забава на нашите најмлади, се надам дека месецот ќе заврши конечно реконструкцијата на игралиштето во Дворови. Таму и вчера и денеска има градежни активности. Останува уште поставување на елементите за децата и дополнително онаа патека што ја ветивме за трчање, која што ќе биде со тартан. Интензивно се работи во игралиштето во Превалец. Во фаза е избор на фирма за трите игралишта во Васе Главинов. Едното ќе биде со вештачка трева, другото ќе биде со специјализирана подолга за кошарка и третото ќе биде со тартан. Моментално се работи и во Башино село на едно вакво игралиште. Отпочнати се работите во Отовица и ќе почнеме за кратко време во Иванковци. Идејата му е на повеќе места во нашиот град и во скоро сите населени места каде што имаме живи села да има една ваква содржина. Дополнително воведена е фирмата изведувач во работа, ќе почне реконструкцијата на спомен Костурницата, село на околу спомен Костурницата, не спомен Костурницата затоа што немаме ни ингеренции за реконструкција на спомен Костурницата и ќе се интензивира работата во комплекс УЗУС. Таму имаме мал застој заради тоа што се менјаваше подземната инфраструктура, тука зборувам на атмосферската канализација и дополнително на водата. Ќе работиме и на фекалната канализација во Велес и надвор од Велес. Превалец околу 300 метри, тоа е најглавната улица, ќе се изврши реконструкција, поточно поставување на фекална канализација, септичките јами ќе бидат минато и 2 крака во Речање. Посериозни инфраструктурни проекти во водовод ќе биде реконструкцијата на водоводната линија на Луи Пастер. Тоа е целата улица, еден поголем инфраструктурен проект и ќе се поврза и социјалната зграда која што треба да биде пуштена во периодот што следи, но и таму се градат неколку други комплекси кои што ќе им треба вода за пиење. Дополнително работиме на Киро Печиновиќ и деновиве треба да избереме фирма, зашто добивме финансиски средства за една од најголемите улици, тоа е улицата на Којник Питу Гулев. Така да, ова се голем број на проекти кои што значат подобрување на основната инфраструктура на нашиот град. Сега како што треба, претпоставам дека до завршувањето на оваа градежна сезона овие проекти ќе бидат завршени. За над 95% веќе имаме и фирми одбрано, имаме и вовед во работа. Чекав да заврши овој изборен на процес да можеме поинтензивно да работиме, но и да се искористат овие убави летни денови каде што може да се работи. Така да јас замолувам за разбирање од граѓаните. Не дека овие 2-2,5 години не се случува градежни активности, но ова што сега го најавувам е навистина многу и за работа и за изvedба, но ќе им треба и разбирање од нашите сограѓани за да можат овие проекти да се реализираат. Со овие проекти, ја мислам дека можеби 80% од главните улици во нашиот град ќе бидат реконструирани. Тоа што мисливме во делот на детски содржини и партерно надување ќе бидат исто така завршени и се подобри многу снабдувањето со вода до надување на фекалната и атмосферската канализација.